Најодговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Јавно ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности за конкретниот случај. Да, точно е дека јас, како и многу други лица кои во моментов се на различни државни функции, се познаваме со лицето Бојан Јовановски. Никогаш не сум криела дека мојот син работи во ЕДНТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова не значи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да превзема незаконити действија. Затоа очекувам низ една транспарентна правосудна постапка да се стави крај на сите неофицијални информации со кои некој се обидува да и наштети на мојата чест и углед. За жал, подолг временски период до мене допираат гласови дека не само лицето Бојан Јовановски, туку и многу други, без да знам, го злоупотребуваат моето име и презиме за различни цели. Ја депонирав мојава оставка која ќе стане активна тогаш кога политичките партии ќе се усогласат за новото законско решение и ќе го изберат мојот наследник. Со овој чекор сакам да бидам пример за сите останати. Не само да не дозволувам да бидам користена за нечие алиби за европските интеграции, туку покажувам висока професионална свест и со депонирањето на мојата оставка потврдувам дека нема никаков начин да влијам на конечниот исход на случајот Рехет. СЈО или специјалното јавно обвинителство е поголемо и позначајно од мојата сегашна функција. Ово обвинителство беше, и верувам дека ќе остане символ на безпоштедна битка со највисоките форми на висока корупција и организиран криминал. Оставам во наследство десетина затворени истраги, подготвени за брзо процесирање. Убедена сум дека токму тие предмети ќе и дадат одговор на јавноста зошто некој со сите сили се обидуваше да го спречи мојот реизбор и со невидена медиумска хајка се обидува да го загрози кредибилитетот на СЈО.